Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би поразговарале малку во делот на доверувањето на малолетните деца при разводот на брак. Во ситуација кога во семејството ќе дојде до прекин на брачната заедница, кога ќе дојде до тоа да бракот понатака не може да обстои, еден од брачните другари може да поведе постапка, редовна тужба за развод на брак, а исто така и двајцата брачни другари може да се договорат бракот помеѓу нив да се разведе со спогодбен развод на брак, доколку таа своја одлука ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо. Доколку овие брачни другари имаат во текот на бракот добиено деца кои што во моментот на разводот се малолетни, исто така во постапката за развод на брак се одлучува и за доверувањето на овие малолетни деца. Тргнувајќи пред се од потребата на малолетните деца, нивното школо, во школски активности, сите оние додатни работи кои што се случуваат во нивниот живот, нивните потреби, нивните желби, како и работните обврски, работните задачи и слободното време на двајцата родители, судот преку една целосопфатна постапка одлучува каде децата ќе бидат доверени. Најпрво, кога ќе се поведе оваа постапка, судот го испраќа предметот во центрите за социјални работи, кои што се надлежни за одлучување во однос на постапката за развод, и центрите најпрво ја спроведуваат постапка во насока на тоа дека тие даваат не само стручно мислење каде децата треба да бидат доверени. При давањето на ова стручно мислење, центрите во тим од социолог, психолог, правник и педагог ги повикуваат двајцата родители на разговор, заеднички или одделно, доколку им се нарушени меѓусебните односи, како и доколку децата се на возраст во која што може да разговараат со стручните лица од центрите, ги повикуваат децата во нивните работни простори за да се произнесат во однос на нивната волја, нивната желба и кои се причините зашто сакаат да бидат кај едниот или кај другиот родител. Доколку детето е мало, тогаш овие испитувања се воспоставуваат врз основа на игри, цртежи и разговори на возраст на детето соодветни, а доколку детето е на возраст од 7-8 годинки и нагоре, тогаш може да поразговараат на вистина кои се причините поради кои што детето сака да оди кај мајката или сака да остане со таткото, зашто се тие причини така, каков е односот со едниот и со другиот родител, и врз основа на целокупната анализа центарот дава мислење. Многу често центрите одат и во домовите на родителите, доколку помеѓу родителите нема спогодба во делот на доверувањето, ги испитуваат нивните прилики во домот, односно дали има услови во тој дом детето да живее и да има непречено школување, непречено слободно време поминување, активности и едноставно простор за себе. Исто така многу често одат и во градинките и училиштата на децата, каде што преку воспитувачите и нивните наставници ги распрашуваат во делот на поведението на децата, кој претежно се грижи за нив, кој ги зема од училиште, кој ги носи и кој се јавува на родителски средби. Сето ова укажува на активност на едниот и на другиот родител и кому децата треба да бидат доверени. Не само мислењето од центарот, но судот при одлучувањето особено го зема во предвид и заработката на родителите, значи колку од нив се вработени, кои од нив колку заработуваат и колку се нивните можности за дополнителна заработка. Потоа исто така ќе земаат во предвид значи карактерот на самите родители, преку распитот на странки се утврдува нивниот родителски капацитет, дали тие можат да одговорат на родителскиот ангажман во делот на 24 часовно чување, а доколку судот тоа не може да го утврди во основа на самостојно изведување на доказот со распит на странки, тогаш се изведува и доказ со психијатриско вештачење значи во клиниката за психијатрија во присуство на тројца психијатри, кои што преку разговор на двајцата родители и утврдува за нивната моментална состојба, нивната состојба во младоста, во детството, како тие растале, како се развивале, и дава една сеопфатна слика за личноста на двајцата родители и дава мислење кај кој од родителите детето треба да биде доверено. Исто така се јавуваат во текот на постапката и сведоци кои што би укажале на тоа зашто треба детето да припадне кај едниот или кај другиот родител. Сметам дека при одлучувањето во однос на доверувањето на децата, судот треба да има една сеопфатна анализа, сеопфатна слика, па дури и да двајцата родители бараат да детето биде доверено кај еден од нив, судот треба да испита дали таа одлука е навистина таква кај двајцата, дали тоа е слободно изразена волја или еден е под притисок или не, или пак да утврди дали тој родител располага со доволно услови, не само финансиски, но и со родителски капацитет, дали може во целост да одговори на обврските за доверувањето на детето. Секако дека родителот каде што детето не е доверено има право да одржува редовни и постојани средби со своето дете, се со цел да и двајцата родители значи учествуваат во растењето и развиток на нивното дете. Се надевам дека ви помогна во однос на оваа постапка, доколку се наоѓате во тек на водење на ваков вид на спор или сте со намера да поведете спор, мислам дека би